но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, и тоа не можеш да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Изминативе неколку дена во Собранието, би рекол на мала врата, бидејќи надворот пленарната седница се води една јавна дебата на тема стратегија за бегалците, на која се полемизира околу потребата од донесување на ваква стратегија, акцијски план за згрижување на мигрантите и бегалците, нешто што предизвика полемика. И од она што можевме да видиме, или што можевме ние номинарите да видиме, генерално на оваа јавна дебата говорат пратениците од опозицијата, представници од Министерството за труд и социјала не секогаш или нема, така што не за друго него јавноста е ускратена од едно мислење кое што можеби ќе придонесе за подобро да ја разбереме оваа стратегија. Еднаш кога слушнавме едно многу интересно излагање анализа од директорот на Агенцијата за разузнавање, која за жал не успеавме да го обезбедиме во оваа емисија Аргументи. Имаше добра анализа на безбедносните предизвици и ризици од секоја бегалска криза. Се надеваме во некоја наредна прилика ќе успееме да го донесеме господин Зоран Иванов. Навистина вака интересно излагање имаше, но за наша среќа на овие дебати присуствува и дел од невладиниот сектор, граѓанскиот сектор, кој што е на некој начин коректор на, можеби, на овие спротивставени гледишта околу донесување на стратегијата. И јас ги поканив вечера во студиото господин Златко Симоновски од Институтот за креирање политики. Добро вечер. Добро вечер. И госпогицата Марија Андреева од Институтот Охрид. Вие обајцата имавте свое видување и излагање во Комисијата на Собранието. Би сакал да ги споделиме вашите ставови со гледачите. Па би почнал ајде со вас, бидејќи сте женско на некој начин. Кој е вашиот став прво околу каква е состојбата со бегалците генерално? Пред се во светот, да не должиме многу, но и во Македонија. После затварањето на бегалската рута, мал број на бегалци остана во Македонија, колку ги има и како се згрижени, каков е третманот кон нив, каков статус имаат тие? Благодарам многу за поканата, задоволство е да присуствувам вечерва тука. Значи, оваа тема за бегалците е навистина многу исклучително значајна и за Република Македонија, за регионот и за цела Европа. За жал, разорното дејство кое што војните ги имаат во светот, едноставно направија многу голем број на луѓе да бегаат од своите домови и да бараат надеж за некое подобро утро. Поради тоа се случи тој бегалски бран и мигрантски бран на луѓе кои што чија крајна цел е да дојдат до Германија, бидејќи таму се надеваат дека ќе најдат подобри услови за живот. Она што може да се каже, моје мислење е дека Република Македонија прилично добро се снајде со целиот тој момент, бидејќи многу умни држави беа фатени неподготвени, меѓутоа сметам дека Република Македонија врз основа на капацитетите кои што ги имаше, навистина добро се справи со целиот момент на примање и пренесување на мигрантите до нивната наредна дестинација. И со оглед на ресурсите кои што беа употребени, мислам дека реагиравме многу брзо и ефикасно. Она што можам да кажам, барем по моето видување, е дека
за разлика од начинот на кој што беа третирани во други држави, како на пример Унгарија, Република Македонија излеза во пресрет и се обиде да им помогне и да или барем да им ги олесне маките колку што е можно повеќе. Им беа згрижени, им беше дадена соодветната здравствена помош која што им беше потребна, храна, вода и слични неопходни работи и нели кој што им беа бидејќи претходно нели сите знаеме дека сето тоа започна со нелегалните премини, кога голем број загинуваа на пругите, тоа беа навистина траурни гледки да се гледаат. Меѓутоа брзо го почнавме да работиме на случајот и мислам дека тука имавме успешно справување. Сега знаеме сите дека таа рута е затворена и околу 200 бегалци мислам дека се во Република Македонија се згрижени. 200 или 20? Мислам дека се околу 20, извинете, грешка. Се моментално згрижени и чекаат нели да им се одлучи за судбината, меѓутоа како ќе се движат работите останува да видиме. Тоа зависи сепак од малку поголеми инстанции. Сигурност? За волја на вистината 27 е точниот број, онака според последната информација што ја знам. Освен здравствената заштита што беше пружена, мислам дека најважната работа која што беше одиграна од страна на македонската држава беше регистрацијата, односно Македонија беше првата точка каде што бегалците беа регистрирани и сето тоа беше една одлична база на податоци која понатаму беше споделувана со останатите земји кои што беа на рутата, но секако и со Европол. Тоа беше базот каде што понатаму се влече информации за тоа колку е точниот број на преминати лица, но историјатот на тие лица во минатото и евентуално лицата кои се потенцијални ризици за мирот и безбедноста не само на рутата по која што се движат, туку и за целиот континент. Мислам дека најголемата заслуга на Македонија треба да и се препише токму за регистрацијата и секако третманот кој што го пружи на бегалците за време на кризата. Добро, сега рековме дека во Собранието се води една расправа околу донесување на стратегија за бегалците. Ако имаме 27 бегалци, што е незначителна бројка во однос на тоа колку помина низ Македонија. Мора да се напомене дека сите 27 сакаат што побрзо да напуштат Македонија. Така е. И тоа уште повеќе ме наведува на прашањето зошто ни е стратегија, колку е битно да се донесе стратегија за бегалците. Апсолутно е потребна стратегија, како и за секоја политика е потребна стратегија, вклучително и за ова, бидејќи со тоа всушност се трасира патот за евентуални слични предизвици кои што би ги имала нашата држава при евентуален повторен прилив или наплив на бегалци кои што се очекува овој пат да бидат не толку од Блискиот исток, колку што се очекува од северните и централните делови на Афричкиот континент. Мислам дека е важно да се има со цел Македонија да биде подготвена за евентуалните вакви појави, но и Македонија е обврзана да ги донесе ваквите стратешки документи во процесот на евроинтеграциите. Тоа го бара и НАТО сојузот, каде што сакаме да станеме членки, така што мислам дека е од исклучителна важност да се донесе стратегија. Нема да навлегувам мислам ќе навлеземе понатаму во текстот на она што е понудено сега како стратегија, меѓутоа како документ е исклучително важно да се донесе стратегија, бидејќи тоа всушност го трасира патот за тоа како македонската држава и сите нејзини органи кои што се засегнати по ова прашање би требало да постапуваат и за да се координираат во иднина. Покрај тоа се служам со тоа дека стратегија е потребна од причина што се уште се шпекулира дека мигрантскиот бран нема да престане, дека ќе продолжи, ќе има уште неколку веројатно такви бранови, а покрај тоа не знаеме како ќе се одвиваат останатите работи, така што оваква стратегија е многу важна за Република Македонија да знае како да се справи со нели она што следува, она што ќе очекувате дека може да има нов бран бегалци? Да, јас мислам дека ќе има нов бран бегалци, од она што може да се следи по европските и светските медиуми и анализи, се очекува дека ќе има уште еден бран на бегалци, минимум. Не се знае точно кога ќе биде, меѓутоа мислам дека ќе биде, доколку се случи, ќе биде некаде крајот на септември, веројатно по изборите во Германија. Оваа стратегија се однесува, значи, за овие моментално што ги имаме 27, веројатно ќе се однесува или би се однесувала на некој иден бран бегалци што би дошле, како што види Симоновски, дури од Африка, но веројатно имаме се уште останати од косовската криза, кај на бегалци имаме раселени.
Има околу 600, мислам дека како што прочитав во стратегијата, чиј статус за жал се уште не е решен и оваа стратегија делумно се однесува и на нив. И мислам дека се разбира се дека не биде решен статусот, Република Македонија мора нели да се справи со тие луѓе, мора да се најде начин како да се реши нивниот статус, дали ќе се вратат во своите држави, дали ќе сакаат да останат тука и така натаму. Има предизвици кога се во прашање решавањето на нивниот статус, не само по однос на добивањето државјанство, туку и по однос на сите други прашања како што се нивното домување, здравствената заштита, образованието кое што го добива и самата стратегија признава дека вработувањето и самата стратегија признава дека има низа предизвици со кои се соочуваат македонските органи кога е во прашање третирањето на косовските беглаци. Стратегијата бележи напредок и успеси кои што се направени по однос на ова прашање. Старата стратегија? И предлог новата и старата стратегија. Имаше на некој начин оваа стратегија која што можев да видам за основа ја зема претходната стратегија до 2015 година. Да. Постоеше, има веројатно мал вакуум од 2015 до 2017, но некои прашања веројатно вод се решавани, така што опфаќа добар дел и од косовската криза бегалците, но беше актуализирана и со последниот бран бегалци во 2014, 15, па делумно 16 година. Компаративно, кои се сличности, кои се маните на едната и другата, или како гледате вие на овие стратегии? Или на последнава стратегија, бидејќи предмет на полемика е новата стратегија? Добре е, лоше е? Најпрво треба да кажам дека Центарот за истражување и креирање политики веќе 3 години интензивно ја следи мигрантската политика, односно политиките на бегалци, мигранти и нивна интеграција во Македонија. Веќе 3 години го спроведуваме проектот MyPex, кој што представува еден индикатор за тоа колку македонската законодавна рамка е усогласена со европската и колку е всушност апсорбциониот капацитет на Македонија да се справува и да прими ваков вид лица и категорија на ваков вид граѓани кои што доаѓаат. Што се однесува до предлог стратегијата, таа во најголем дел се темели на поранешната стратегија. И сакам да напоменам убаво што го спомнавте тоа дека имаше 2 години вакуум, односно правен вакуум, и токму заради тоа е потребно и е важно да имаме стратегија со цел да се избегнат такви вакуумски појави кои што всушност се од полза за самите органи, бидејќи тоа представува основа за тоа како треба да се координираат и соработуваат меѓу себе со цел да се направи еден хуман третман, но истовремено и да се обезбеди безбедносната компонента во самата држава. Што се однесува до квалитетот на стратегијата, таа како што реков е горе-долу базирана на поранешната верзија, односно на претходната верзија. Таа генерално е добра, иако во неја има прашања кои што навистина треба сериозно да бидат разгледани, особено кога е во прашање погледот на натурализацијата и компонентите кои што се вклучени во натурализацијата, вработувањата и секторот домување. Што се однесува до натурализацијата, таму има едно решение во кое што е прилично широко и кое што меѓународните документи го прифаќаат, меѓутоа го прифаќаат под исклучоци, под случаи на исклучителна тешка околност, односно отстранување на барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло со цел подобрен пристап за стекнување државјанство. Ова беше една од главните точки која што спореше опозицијата. Мислам дека делумно се оправдани стравувањата на опозицијата, меѓутоа опозицијата мора да биде свесна дека тоа го налагаат и дел од меѓународните документи. Ова претпоставуваме несрекно решение, односно несрекно напишано решение во делот на националниот акцијски план кој што е поврзан со стратегијата и веројатно ќе биде потребно токму заради тоа Министерството за труд и социјална политика кој мора да се поздрави за тоа што ја отвори дебатата и го даде овој документ на јавна расправа, што не беше случај со минатата. Во минатата исто така имаше простор за јавна расправа, меѓутоа тоа некако беше потивко.
Овој пат имаме јавна расправа, треба да се поздрави Министерството за труд и социјална политика што ја стави стратегијата на дебата, на увид на јавноста, и стратегијата мора да се напомене дека е во работна верзија. Значи, ова не е конечниот изглед на стратегијата. Токму заради тоа е работна верзија. Министерството сака да ги чуе мислењата и од страна на опозицијата и од страна на граѓанското општество. Ние веќе како центар ги испративме нашите забелешки уште вчера по однос на текстот на стратегијата и националниот акцијски план. Претпоставам дека ќе имаме во следниот период и средба со представници од Министерството задолжени во одделението за азил и миграција. Така што верувам дека во овие месеци кои што следува, дека ќе успееме да најдеме заеднички јазик кој што ќе ги отстранат сите и основани и неосновани сомнежи кои што се јавија во јавноста. Андреја, кои се целните групи на што треба да бидат офатени со оваа стратегија? Само ако може да се може. произјаснам вака, најпрвен она што е важно исто се каже, тој вакуум од 2 години постоеше токму поради тоа што заради заради кризата која што се случуваше, едноставно работите премногу интензивно се случуваше, немаше време да се направи нов документ. Што се однесува до стратегијата, мислам дека самата стратегија е општа, значи има прилично е општа и поради тоа што е општа остава голем број на отворени прашања кои што нели може да се толкуваат на различни начини. Не се разбира најважни за јавноста се прашањата за државјанството, бидејќи тоа повлекува со себе различен вид на ризици кои што треба да бидат дискутирани. Но она што е позитивно е што се отворија овие прашања, затоа што се исклучително важни за јавноста и јавноста треба да биде запознаета со тоа како ќе биде оваа стратегија нели спроведена, на кој начин, кои се ризиците, што најважно е нели својот анализата, односно да се истражат силните страни, негативните страни, кои се ризиците и што може да потекне од сето тоа. Самата стратегија си бара многу поширока, си бара широка јавна дебата, токму поради тоа што ги засега животите на граѓаните на Република Македонија. Освен тоа би напоминала дека во делот на вработување исто така е важно да се слушне и мислењето на бизнис секторот, бидејќи претпоставувам доколку станува збор за вработување и интеграција, во тој случај нели тие претпоставувам дека би се вработувале во приватниот сектор и би било убаво да се слушне и нивниот став, нивното мислење по однос на прашањата кои што се напишани внатре во стратегијата. Се разбира, многу е важно, мислам, во самата дискусија да се произнесат и поголемиот број на експерти и оние кои што имаат поголемо искуство во однос на безбедноста, во однос на вработувањето и кои што веќе работеле на оваа проблематика, со цел да може да се отстранат сите сомнежни и двоумења кои што се појавија и сите грижи кај јавноста. Се разбира, граѓаните на Република Македонија што е можно да се доближи, што е можно да биде поинклузивна, за можете тие да се разбира да имаат свој допринос и да го кажат своето мислење. Имаше исто така еден дел во стратегијата која вели дека ќе се создадат и локални стратегии. Исто така е многу интересно како ќе се прават тие локални стратегии. Би било убаво нели да видиме подоцна методологијата, кој би учествувал, како би учествувал, кој всушност би имал удел во креирањето на тие локални стратегии. Локална стратегија се мисли на вклучување на локалната самоуправа. Во суштина тоа му доаѓа како децентрализација на самата национална стратегија на неколку локални стратегии и кога ќе се прават тие локални стратегии би било што е многу побаво да се вклучат што е можно граѓани и луѓе кои што директно се имаат сомнежи, имаат прашања и кои би сакале тие прашања да се отстранат. Само уште нешто што мислам дека оваа стратегија мора да го покрие, тоа е прашањето за здравството кое што не е покриено во стратегијата, а што е од исклучителна важност. Мислам дека два аспекти треба стратегијата да покрие што се однесува до здравството, тоа се буџетските импликации и повлекувања кои што ги би имала здравствената заштита која би им се пружала на евентуалните лица кои што ќе бидат згрижени во сега беше здравствената заштита присутна. Беше, меѓутоа стратегијата не ја допира здравствената заштита. Законот за азил и мигранти го допира тоа прашање, меѓутоа би било добро здравствената заштита да се види во овој стратешки документ и да се направи анализа колку тоа ќе биде всушност
повлекување од страна на централниот буџет и какви се ризици би предвидела стратегијата по однос на здравствената состојба на мигрантите и бегалците, како што мислам дека вие бевте присутен на дебатата. Кај дел од нив се забележуваат и болести кои што нетипични за овој регион. Да. Така што мислам дека стратегијата треба да го покрие ова прашање. Шимуновски, малку ќе вратам топката назад, само за да расчистиме некои работи кои што често во јавноста или ги грешим, или не ги познаваме, или не се исти. Значи, ќе прашам, кои се целни групи на оваа стратегија, бидејќи велиме стратегија за бегалците. Често пати ги викаме мигранти. Бегалци, мигранти, зошто не правиме дистинкција околу тоа? И има тука некои термини кои во текот на мојата пракса, ако не сум правник, ги слушнав. Значи, лица со признаен статус на бегалец, на страна 6 од стратегијата, потоа лица под субсидијарна заштита, баратели на азил и четврто странци со регулиран престап во Република Македонија. Така. Прво мигранти и бегалци. Значи, ова е стратегија за бегалци. Тоа значи оние кои што доаѓаат од кризни жаришта каде што се води војна, на кои што им е нужна итна За солниште. За солниште, да. Мигранти значи што? Дека доаѓаат луѓе кои што може да бидат економски мигранти, кои што доаѓаат од но и овие бегалци ако аплицираат за азил стануваат баратели на азил, така. Да, видете, има ли некоја стриктна разлика кој е нашиот однос? Треба да се направи. Значи стратегијата вели дека целни групи се бегалците и мигрантите, иако тоа се две различни категории. Мислам дека би било добро стратегијата да биде поделена на чисто два дела кои што ќе се внесуваат, едниот дел за бегалците или едниот дел за миграциите. Во најдобар случај би била стратегија за бегалци, во другиот случај за миграци, меѓутоа мислам дека овој пат тоа нема да биде случај. Бегалецот, како што кажавте, самиот збор бега од кризно подрачје и бара за солниште. Меѓутоа бегалецот не исклучува дека тој може да се чувствува и како економски мигрант. И обратно, економскиот мигрант може да се чувствува како бегалец по разни вид прашања. Така што да, правото ги разграничува овие два дела, меѓутоа двата термини и се испреплетуваат во зависност од тоа за какво лице станува збор и од кој дел на светот доаѓа, односно транзитира. Заради тоа велам дека можеби е подобро стратегијата да предвидува јасен дистинктивен дел за бегалците, јасен дистинктивен дел за мигрантите, со евентуален трет дел каде што се можни меѓусебни преплетувања, со цел да се стави на јавноста до знаење што е тоа дефиниција за бегалеци, што се предвидува за бегалците, што е тоа мигранти, што се предвидува за мигрантите и што е она за категоријата кои што се чувствуваат, за лицата кои што се чувствуваат и во двете категории. Добро, ќе направиме мала пауза за реклами, а потоа можеме малку да навлеземе околу некои прашања на што се заснива стратегијата и околу тоа што предизвикува можеби вознемиреност кај дел од јавноста. Одиме со реклами, па се враќаме во аргументи. Еве во аргументи, разговараме генерално за стратегијата за бегалци. Темата насловивме стратегија за бегалци, ки има бегалци нема, но секогаш треба државата да биде подготвена и правно и секако за, не дај Боже, нов бран на бегалци со кој ќе мора да се справува. Со мене во студиото се Златко Симоновски и Марија Андреева од невладиниот сектор. Инаку присуствува на јавната дебата во Собранието. Продолжуваме со таа дебата да објасниме некои термини на што главно се заснива ова стратегија, на кои фундаменти. Колку што можам да видам тоа образование, вработување, социјална помош и сместување, ако не се лажам. Да, тоа се еден од прашањата кои што ги регулира на стратегијата, меѓутоа мислам дека најважен дел согласно стратегијата и оној кој што предизвика најголема бура во јавноста е натурализацијата. Значи сите овие прашања се покриени. Што значи натурализација? Натурализацијата представува процес во кој доколку се додели азилантски статус на дадениот бегалец или мигрант во Македонија, тој останува во земјата и при тоа тој е подлежен на процес на натурализација, односно прифаќање на македонските вредности, општествени вредности и негово полека
негово постепено вклучување во општествените текови како што е вработување, образование, домување и слично. Да, овие што ги спомнав, тие се доколку почне натурализацијата, треба да се обезбеди образование, вработување, Така. Интеграција. Интеграцијата, да. и спестување. Да. Ја мислам дека најмногу се говореше за спестувањето, за вработувањето Така. и постои или се наметнува еден страв кај македонскиот граѓанин дека ние и онака имаме своји проблеми со невработеност, со голем број на социјални случаи, дека тоа ќе биде дополнителен товар за Македонија, барем тоа што може да го слушнам. Дали се оправдани овие стравови? Вака, генерално во самата стратегија, како што реков, се уопшти насоки за тоа како ќе се движат овие работи. Тие стравовите на граѓаните се потикнати, делумно се оправдани, делумно или делумно не, во зависност од тоа кој дел на стратегијата го гледате. Она што највеќе потикна страв, кој што предпоставам ги влече заедно и останатите работи, е прашањето за државјанството, односно натурализацијата. Поради тоа што поради таа клаузула која веќе рековме дека нели не би се барале документи, односно би се укинало барањето документи од едните матични држави, што може да представува ризик самиот по себе од повеќе од безбедносни аспекти. Она што исто така беше, предпоставам дека најголемите грижи се во однос на капацитетот, дали Република Македонија има капацитет да понуди вработување, домување или и образование како што треба да биде. Мислам дека тука се тие главни клучни грижи кои што зависат од тоа дали Република Македонија има капацитет или нема. Според она што видовме во јавност изминатите денови, голем дел од представниците на локалната самоуправа велат дека немаат таков капацитет за да може да се справат со толку многу мигранти. Меѓутоа, она што ние се уште не знаеме дали ќе има нареден бран и дали ќе има луѓе кои што ќе останат, доколку има, колку ќе има, дали ќе може тие луѓе да се сместат и да се направат сите тие работи кои што се предвидени во стратегијата. Сепак, според мене, клучното прашање е државјанството и натурализацијата, односно тука тоа се тие прашања кои што треба да се одговорат. Се уште затоа кажав, стратегијата е општа и не можеме да донесеме заклучоци дали таа би се остварила или не би се остварила, но потегнува прашање кои што не ви заслужуваат да бидат одговорени. Она што исто така е многу важно прашање е самиот момент на интеграција. Доколку би имало интеграција, како таа би се случила, бидејќи во зависност од тоа од каде би дошле или мигрантите, интеграцијата е многу важен момент, бидејќи се работи доколку доаѓаат од воените кризни подрачја, како ќе се интегрираат во општеството, дали ќе се интегрираат. Тука има прашања кои што потекнуваат и кои што самата стратегија ги потикнува. Но колку што знам, од тие 600.000 милион да ги речеме што помина, што голем дел завршија во Германија или во Шведска или во некој од европските држави, тие не сакаат да останат во Македонија и не верувам дека во иднина би сакале да останат. Тоа е можеби олестителна околност која што е противречна со тенденциите на стратегијата, која што веројатно од правен или теориски аспект треба да го содржи во себе, но праксата покажува дека тие не сакаат воопшто да се интегрираат во македонското општество. Така, значи нашиот индикатор кој што го напоменав кон почетокот MyPEX, Македонија ја карактеризира на граница помеѓу непожелна и малку пожелна дестинација за мигрантите. Значи, на скалата од 0 до 100 Македонија е бодувана со некаде помеѓу 41 и 44, на самата граница помеѓу делумно непожелна и половично пожелна дестинација за мигрантите. Значи, како што напоменавте, правено како анкета? Тоа е еден вид на голем сет од прашања кои што покрива домување, здравствена заштита, пристап до здравјанство. Не, тоа волјата на бегалците. Тоа не е волјата на бегалците, туку инфраструктура, капацитет така, и како абстракционен капацитет на што може да го понуди. Да. И колку е усогласена на македонската законодавна рамка со она на европската која што е малку полиберална што се однесува до процесот на натурализација.
Мора да се напомене дека ниту еден од мигрантите не сака да остане, ниту оние кои што транзитираат, ниту оние кои 20 мина кои што се присутни во земјава. Понудено ли ми е да останат? Понудено ли ми е Тие секогаш вид на интеграција? Тие секогаш може да поднесат барање за азил, кое што потоа се процесуира од страна на македонските органи, доколку се утврди дека тоа барање за азил е основано, тие може да добијат статус на Дали знаат азилант. што ги очекува, да речеме, ако сакаат? Тие се многу добро информирани кои се предности. Тие вие рековте дека срекна околна за Македонија е што тие не сакаат да останат. На некој начин срекна. Тоа е срекната околност, да, меѓутоа И за нив? да, меѓутоа има паричка, да знаете, има две страни, тоа е лакмус дека Македонија нема и што да понуди за останување. Во смисла ги знаат кои се економските перформанси на земјата, и знаат во каква ситуација живеат македонските граѓани, и знаат дека нивниот простор е далеку потесен и можностите се далеку потесни споредбено со оние што би ги имале во западноевропските земји. Да, затоа сака да додат горе. Тоа е како да ви кажам да Тоа е нормален и логичен свет. 5 гости што ќе ви дојдат, тие самите ќе чувствуваат дека не е добро да ви прават проблем, можеби ќе останат ден-два, но кај ќе ги Тоа е логичен след. Голема врева се дегна во Европската унија за тоа, за миграцијската политика, односно за квотите кои што треба да ги поделат државите членки. Апсолутно. Тие не сакаат дури ни таму да... Така, значи дел од вишеградските земји јасно кажа дека не се подготвени да примат, затоа се дури спремни да бидат подлежни на казни од страна на Европската комисија. Меѓутоа исто така може да се напомене дека голем дел од меѓународните конвенции припишува дека ниту еден граѓанин, односно посебно за оваа категорија, баратели на азил, азиланти, бегалци и мигранти, не можат да бидат задржани спротивно на собствената волја на даден географски простор. Тие не сакаат ни во Чешка, ни во Полска, ни... Да. Бидејќи знаат дека економските перформанси на, во овој случај, вишеградските земји се далеку послаби споредено со економските перформанси и можности кои што ги нуди Франција, Обединетото кралство, Шведска, Финска и слично. Оно што мислам дека ќе биде и предизвик во иднина, ќе видиме како ќе се справи Обединетото кралство со ова, имајќи предвид Брексит и се што се случува, мислам дека ќе биде многу интересно за следење. Со оглед на тоа дека Велика Британија ги започна преговорите, ќе напушти Европската унија, а кај нив се јавува прилично висок процент на неодобрување на бегалци и мигранти. Тие уште од самиот старт рекоа дека може да примат околу 14.000, нешто така беше, па беа мислам подложени на ости критики. Така што мислам дека целиот процес на Брекзит и мигрантите ќе биде интересен за наблюдување, да видиме во која насока ќе се одвива. Јас мислам дека Македонија треба да продолжи да остане да биде транзит држава, која што ќе ги спроведува мигрантите кон нивната посекувана дестинација која што е Германија. Меѓутоа повторно мислам дека тука во игра се малку поголеми прашања, поголема политика, повисока политика од страна на посилно развиените европски држави и во однос на нивните препораки и насоки веројатно и ние ќе ги ускладуваме и нашите политики на тоа како ќе се одвива целиот. Па ние не можеме до Германија да ги спроведеме. Ние ги спроведувавме до нашата излезна точка кај Тобановци. Точно, меѓутоа игра голема улога во самото спроведување, така што тоа беше координирано во тој момент да може и Србија да ги прифати, но видовме дека нагоре веќе не може да. Да, меѓутоа генерално тоа се усогласени политики кои што Република Македонија само ги следи. Тие насоки ги добиваме од Европската унија и потоа само ги спроведуваме понатаму. И оваа стратегија може да се рече дека е направена така под сугестија на Европската унија, па дури можеби е пресликана некои одредби од таму или сосема автохтона. Знаете, Македонија веројатно треба да има ваква стратегија, но е чудно ако ги имаме овие перформансите кои што говорите економски и за самите нас, бидејќи овој регион и Македонија, Косово и Албанија во доскоро беа земји од кои што Европската унија имаше проблеми миграцијски, знаете колку напори праве Европската унија, доаѓа представници во Македонија, во некои делови од Скопје и во Албанија се уште трае реадмисијата. Така ова е мигрантско подрачје, знаете, и вие сега треба да се сообразите со некој друг бран на бегалци кои што се исто така економски мигранти, а правите стратегија како нив да ги прифатиме во општеството кое што самото бега и мигрира.
Видете, самото Министерство за Малце труд... парадоксално, не, противречно е генерално. Од демократски аспект, да, треба да имаме нешто што треба да ги реши овие бегалци. Видете, стратегијата предпоставувам дека е задолжителен документ кој што мора да го донесеме во процесот на евроинтеграција и тоа е, како што напоменав, добро да се има. Дополнително, како што рековте, колку и да е парадоксално, тој логичен след. Просто ако процениле, а добро процениле дека тука немаат можност за некаков економски благодет и живот кој што го имале споредено со Германија, нормално е дека тие не би сакале да останат тука и да го продолжат својот пат нагоре. Меѓутоа исто така важно е да се напомене дека Министерството за труд и социјална политика нагласи во денешното соопштение дека Македонија и понатаму ќе остане транзитна рута. Тие се свесни, а претпоставувам дека се свесни во Европската комисија, бидејќи не само што е транзитна рута за овој вид лица, таа представува извор на транзитирање и за самите македонски граѓани. Што значи дека вие не може да очекувате дека Македонија би имала апсорбционен капацитет за трети лица, а при тоа не може да ги задржи своите. Синтагмата политизација е многу присутна во Македонија и вие читавте и имате анализирана стратегијата, но бевте и сведоци на една политичка расправа во парламентот, каде што има доста забелешки, искажани се голем број стравови околу вработувањето, околу домувањето на овие луѓе. Има ли реална опасност од такво нешто? Мислам, во овој момент, барем денеска, јас не гледам дека и од ова што го говориме, дека наеднаш 100.000 бегалци ќе дојдат во Македонија, и Македонија ќе треба да им направи станови, да им плаќа социјална и здравствена заштита и да ги вработи. Ако ние не можеме нашите да ги вработиме и да сакаме тоа да го направиме, говоревте за буџет, не знам кој тоа би го направил. Мојата информација вели дека во овој момент само 2 семејства од Сирија, ми се чини, имаат поднесено барање за останување во Македонија и не знам дали ќе останат. Едно претходно бараше, доби негдека, ми се чини, во Штип, ако може сега шпекулирам, доби можност да сместување, но избега, си замина. Така што и да им понудиме и работа, и не знам што би работеле тие луѓе, тие ќе си заминат од Македонија. Така да ова политизацијата малку создава немир кај граѓаните, како да станува збор за голема бројка на бегалци, кои што ќе треба да ги апсорбираме на економски, здравствен, социјален план. Видете, по моје лично уведување, секое нагаѓање со бројките, 100, 200, 300 и 400.000 всушност е поценување на јавноста. Јавноста е доволно зрела да процени дали Македонија пред си има апсорбционен капацитет и дали Македонија навистина би била посакувана крајна дестинација за толков голем број на мигранти кои што би оствариле поголем благодет споредено со животот кој што го имаат во Сирија. Да, само за илустрација, докторите во Сирија пред конфликтот земаат 2 пати поголема плата споредено со македонските лекари. Јас присуствував на делот на една од комисиските расправи во Собранието на Република Македонија, односно во Комисијата за труд и социјална политика. Да. И многу е добро тоа што председателот на комисијата, представникот од ВМРО ДПМН Владимир Ѓорчев ја поттикна таа дискусија, таа е добра, таа е потребна на општеството, меѓутоа не можам да го пренабрегнам моето лично видување дека во таа комисија преовладува и духот на политиканството. Македонија е влезена во предизборие технички, бидејќи се распишани локалните избори, и мислам дека ова прашање е една чувствителна точка, особено за оние места кои што се наоѓаат на самата рута, особено јужните општини. И мислам дека ова е добра основа да се поттикне размислувањата и да се предизвикаат некакви чувства кај местното население во овие општини, со цел да се поттикнат оправдани или неоправдани стравови. Се разбира дека стратегијата и таа расправа во комисијата има и своји придобивки, како што е во прашање безбедноста, коментарите кои што ги имавме, забелешките од страна на граѓанското општество, меѓутоа повторно ќе нагласам, не можам да го пренабрегнам фактот, тоа е моје лично убедување, дека делумно има и траги на политиканство.
Андреева, вие сигурно повеќе од мене сте читали, јас колку што можев ја прочитав, видов некои забелешки. На почетокот реков дека и оваа нацрт програма генерално се базира на претходната стратегија од претходната власт, дури и на исти точки се темели, а се однесуваат на вработување, сместување и дека и во минатиот период се преземени мерки за барање начин како на бегалците да им се помогне и на истите елементи, а тоа е изградба на стамбени единици, на сместување, на вработување и така натаму. Вака, точно, мислам, генерално Што значи дека секоја стратегија треба да го има тоа. Генерално сите стратегии се разбира не може да се измислуваат топла вода, па генерално секогаш нели се гледа од нешто што е веќе направено, веќе изнајдено, со тоа што оваа стратегија има одредени дополнувања. Мислам дека на крајот од самата стратегија можете да ги видите и изворите кои што се користени при создавање на стратегијата. Оно што мислам дека за мене една од попозитивните работи е тоа што се отвори дебата на ова прашање, затоа што пак ќе кажам, сметам дека е исклучително важно и исклучително битно за македонската јавност да ги слушне овие работи. Мислам дека самата македонска јавност е жедна да слушне повеќе аргументации, повеќе нели за или против аргументи за да можат самите да донесат одлука. Мислам дека македонската јавност препознава и знае, може да препознае да ги препознае аргументите за или против нели стратегијата и сите работи кои што ги пишуваат во неа. Затоа е важно да се истакнат сите оние поенти кои што ги зборувавме веќе за нели безбедносните ризици и останатите поволности и неповолности кои што би можеле да произлезат од стратегијата. Сметам дека самата стратегија се разбира дека генерално Република Македонија, како што реков, следи насоки од Европската унија и ги инкорпорира во документите кои што ги прави. Затоа велам не се измислува нели топла вода, туку едноставно се презема нешто што е веќе напишано. И сега доколку е тоа преземено од нели да речеме европски документи, се разбира дека тоа што функционира во Европа не значи дека би функционирало и во Република Македонија, затоа што секоја држава и секој општество и подневие си има своји различни предизвици со кои што би можело да се соочи. Јас затоа на почетокот реков дека можеби од почетокот Министерството е дадена јавна расправа, некои ставови треба да се ги бранат самите. Наше е да информираме како медиум, ваше е да анализирате. Медиумите не се портпаролно на било која политичка партија, но ако во цел на информирање, затоа и споменавме дека оваа стратегија и како постојано се провлекува дека се надоградува на минатата стратегија од минатата власт, дека се темели на истите решенија. Па вели дека Министерството за труд и социјала, минатото, понудило 3 можни решенија за имплементација, изградба на стамбени единици, реновирање на постојни објекти и реновирање на куќи во сопственост на бегалците. Така? Да не ги читам поотделно. Да. Значи, соодветно тоа Министерство за труд и социјална политика на своето земјиште во Избегово, а во соработка со УНХЦР изгради првата зграда со 20 стана, наменети исклучиво за сместување на бегалски семејства, што решиле да останат во Македонија. Овие 20 семејства, 7 се самохрана мајка и 13 повеќе детни семејства, корисници на социјална заштита, се преселија во своите нови станови од 2013 година. Значи, тоа е некоја пракса, ништо сме поминале. Или во периодот од 10 до 2012 година, Министерството за труд и социјала се даде во интензивна потрага по државни имоти што би можеле да бидат претворени во објекти за социјално домување. Така? Опозицијата највеќе реагираше на бројноста на дадените потенцијални места кои што би можеле да бидат би биле обележани како места каде што би се изградиле стамбени единици. Таа бројка е 100 согласно оваа стратегија. Меѓутоа, Министерството мора да даде јасен одговор дали се тоа 100 проектирани кои што на вистина ќе се градат или тоа се само 100 потенцијални места на кои што би се изградиле. Што значи дека на тие 100 потенцијални места можеби ќе се изградат 10, 20, 30, можеби не и 100, можеби и 100. Заради тоа мислам дека Министерството за труд и социјална политика мислам дека би било згодно во интерес на јавноста да каже дали се ова потенцијални места или ова се дефинитивно места кои што ќе бидат
изградени. И мислам дека позицијата е коректна. И тоа треба да се грижи за социјалните македонски случаи. Така. Бидејќи тие заслужуваат ист третман, ако веќе се одвојува буџет за бегалците, ќе треба на соодветен начин да биде решено прашањето. Така. И што и здравствената заштита. И здравствената заштита. здравствената Голем број И македонци. прашањето за внатрешно раселените И лица. внатрешно раселените се уште нема. така. Немаат го решено. Значи, ако се решава, да се решава да се решава се, интегрално за сите, да не биде мислам дека се создава клима дека само за бегалците се да, прават мислам дека услови. тоа е многу важно затоа што за жал од нели бирократијата си го прави своето и никогаш треба години и години да поминат за некој да го реши својот статус, како што нели напоминавме внатрешно раселените лица кои што за жал се уште има голем дел од нив кои што чие прашање не е решено, тоа исто така треба нели да се решава. Претежно претходните стратегии, односно претходната стратегија и нели домувањето важеше за бегалците кои што беа од косовската криза и едноставно ова бидејќи се уште има луѓе на кои што не им е решено прашањето, треба нормално конечно да се заврши. Иако помина голем период од тогаш од кога заврши тоа, меѓутоа за жал нели некои работи одат малку поспоро, особено кога станува збор за интеграција, дали сака да се вратат, дали можат воопшто да се вратат, тоа се прашања кои што треба да се одговорат нели во најбрз можен период за доброто на тие луѓе, за полесно да си го решат своето прашање. Јас би сакал да додадам две работи кои што мислам дека Министерството за труд и социјална политика мора да ги има на ум при првичниот излез согласно коментарите доставени до нивна страна, а тоа е како да се регулира што предвидува со мерката одстранување на барањата за доставување на лични документи од земјата на потекло со цел полесно стекнување на државјанство. Ова е многу несрекно решение според мен и мислам дека бара дополнително објаснување. Меѓународните документи, ќе кажам, во исклучителни ситуации да преведуваат вакво нешто, меѓутоа имајќи го безбедносниот ризик и она што се случуваше на берлинскиот божикен пазар во Франција и слично, мислам дека би било згодно да се даде едно поопширно образложение. Исто така мислам дека треба да се даде и во доменот на психосоцијалната подкрепа на мигрантите, односно на бегалците кои што доаѓаат од кризните жаришта. Знаете, кај дел од нив може би постои извесен степен на радикализација, свесна или несвесна. Мислам дека психосоцијалната помош е од исклучителна важност за тоа. И таа треба да има двојни аршини, не само да се неутрализира нивната потенцијална радикализација која што ја носат во себе, туку таа психосоцијална поддршка и подкрепа да има и улога на запознавање со македонските вредности, што значи тоа да се живее во македонско општество и нивно прифаќање на истите. Значи многу е битно таа да има да биде како двонасочна улица. Намалување на нивната потенцијална евентуална радикализација доколку имаат и создавање потенцијал кај даденото лице за прифаќање на македонските општествени вредности. Јас би сакала да се согласам со тоа. Повторно, мислам дека како и да го зборуваме, се враќаме на тоа дека прашањето за државјанство и натурализација е малку чувствително и, што би рекол, Златко, мислам дека се согласувам, нестрикно формулирано или нестрикно решение. Претежно затоа што малку не е нејасно прецизирано, бидејќи да кажете на јавноста дека нема се бара документи, тоа е малку така може да биде доста чувствително и како што кажавме повлекува уште еден друг куп други прашања кои што се предвидени во стратегијата, нострификација на дипломи, значи самото тоа си предизвикува си. А зошто стои таква одредба дека не би се барале документи? Видете, има случаеви, со такви случаеви се соочуваше Македонија, кога бегат од кризни подрачја, просто може и да ги загубите или да ви исчезнат или да бидат уништени или да бидат уништени при ракетен напад, при борбени действија и слично и да останете без лични документи за идентификација иако претходно сте ги посетувале. Настрана тоа дека има и огромен број на мигранти и бегалци кои што доаѓаат со фалсификувани документи кои што исто така представува опасност. 8.000 управата за безбедност проби нелегални за безбедност. За разузнавање. Да. Што е она што е проблем, односно што е она што представува потенцијална опасност при евентуално широката интерпретација или евентуално не верувам дека ќе дојде до примена на оваа одредба.
Бидете и македонскиот закон, и европските конвенции, и европската легислатива предвидува семејно обединување, односно доколку еден член од семејството дојде и добие статус на бегалец или азилант во дадената земја, тој има право по пат на семејно обединување да повлече дел од членовите на ова семејство. Евентуалното повлекување на членовите на семејството по претходна добиен статус без лична идентификација отвара огромни безбедносни ризици и проблеми. Тоа го препозна и директорот на управата. И мислам дека токму заради тоа Министерството за труд и социјална политика треба да даде објаснување со цел да се бидат расчистени сите овие дилеми и убеден сум дека тоа ќе биде во стилот на под исклучителни околности само со проверка и координација на управата и МВР со сродните тела и органи од земјите од кај што транзитирало и дека треба што побрзо, досега било 3 години од влегувањето, значи тоа да биде што побрзо. Да. И тоа побрзо е широк поим. Што значи побрзо? 3 дена? Бидејќи тоа е многу важно. Да. Меѓутоа, тие безбедносни проверки се многу важни, не само за Република Македонија, туку генерално за целиот регион, бидејќи подоцна, доколку го добијат тој пасош врз основа без документи, подоцна тие ќе може да патуваат, со тој пасош може да се создадат безбедносни ризици, кои што секогаш е многу важно тие ризици се сведат на минимум, а мислам дека ова отвара неколку прашања кои што мислам дека е убаво да бидат одговорени и затоа и позитивна оваа дебата што се случува, бидејќи би било најубаво кога сите сомнежени се згаснуваат и ги добиваме одговорите. Не сум сигурен дека ова решение помалку од 3 години ќе доживее некаква драматична промена, бидејќи процесот на проверка на минатото на сомнителните лица, тоа ќе ви го потврдат и управата за безбедност, трае исклучително долго, што е во ред, бидејќи се вкрстуваат податоци со нашата управа, со управата од каде што транзитирало лицето и со управата од местото на појдовната точка, односно управата каде што е појдовна точка. Така што мислам дека тој процес е прилично. Се ќе запремим уште малку за една втора пауза во, а се отворивте едно прашање кое што би сакал да го дообјасниме. Јас се обидов во една од претходните емисии да го отворам, не успеавме до крај да го одговориме, па кога говоревме за пожарите имаше представник, не беше за пожарите, беше една госпоѓа од Центарот за управување со кризи, ми вети одговор на некои прашања, но би сакал сега да ги отвориме, можеби со вас ќе најдеме некои решенија. Тоа се однесува на бегалците кои што веќе поминаа низ Македонија, кои што се уште транзитираат во овата правца. И кон Србија и оние кои што се враќаат назад во Грција, од каде што треба да се случи соединување на семејство или пак да се вратат назад од земјите од каде што доаѓаат. Но одиме прво со рекламите. Еве не уште малку во аргументи да доодговориме на некои актуелни прашања, бидејќи ги отворивме, а можеби се непознати за јавноста, па дури и мене ми се непознати. Има една бројка на бегалци кои што транзитираат низ Македонија и во правец од Грција низ Македонија кон Србија, но и некои кои што се подолго време во Србија, па се враќаат назад во Грција, бидејќи процесот на соединување на семејства е во Грција. Иако мислам дека 2 семејства од Македонија тргна од Евгелија во Германија по однос на соединување на семејствата, не знам зошто од Македонија, веројатно може и тоа да се случи. Последно знам дека Грција треба да добие негде околу 200 милиони долари или 220 милиони долари за програма слична на оваа македонската, да им се обезбеди сместување на 62.000 бегалци кои што моментално се во Грција, да не бидат само во камповите и по островите, туку во станови, во куќи, да им се дадат кредитни картички за да може да плаќаат кирија, социјална заштита и обид за интеграција во општеството, вработување и оние постојните реадмисија или пак одење во некоја во европските земји кои што одбиваат да ги прифатат. Значи, еден дел од бегалците се враќаат од Србија и одат во Грција. Нашата полиција ги регистрира, Црвениот крст исто така, во соработка со полицијата, но има две објаснувања. Дека дел од овие кои што доаѓаат од Србија, нашата полиција ги враќа во Србија
Исто како што српската полиција ги враќа во Македонија. Не знам зошто се случува овој пинг-понг на враќање на бегалците во Србија и зошто не се испраќаат во Грција, каде што тргнале и од каде што треба да го продолжат својот пат. Видете, прилично институциите беа затворени во периодот кога, па и сега, кога беше во прашање објаснувањата за евентуалните такви пропусти кои што се случува помеѓу државите. Она што е интересно да се напомене е дека согласно моите познавања и она што јас сум упатен е дека Грција правеше мека регистрација на сите оние кои што доаѓа и транзитира низ незината територија, бидејќи согласно европските реадмисиски договори, доколку Грција на вистина ги регистрираше во потполност нивните барања, при евентуалното заситување во Германија, во Австрија, во Шведска, тие согласно реадмисионите договори ќе мора да бидат вратени во Грција. Прва вистинска регистрациона точка на миграцијската рута беше всушност Македонија, која всушност Македонија полнеше европската база. Па потоа гледа западноевропските земји и сите оние земји низ кои што транзитираат, дали македонската бројка на регистрирани се поклопува со нивната. Што значи дека сите овие ќе ни ги вратат во Македонија? Тоа не значи дека ќе ги вратат во Македонија. Македонија не е членка на Европската унија, што значи дека Македонија може да ги врати во Грција или пак во Турција, бидејќи таму се и турската влада исто така ги регистрираше. Сега ние со право можеме да ги вратиме во Грција. Може. Но зашто би ги враќале во Србија? Бидејќи можеби при транзитирањето, можеби дел од мигрантите во пописницата, односно во пријавниот лист попишале дека Србија ја посакуваат како крајна дестинација, бидејќи дел од нивните семејства се наоѓале таму или не, па потоа можеби ја смели на нивната желба за финална дестинација, така што има документи врз кои нашата полиција се заснова и заради тоа ги враќа во Србија, па потоа Србија прави повторна проверка дали тие лица навистина сакаат да останат во Србија и можеби заради тоа ги враќа. Но со право може и во Македонија да се направи реадмисија на некои од бегалците? Дали може кај нас да ни ги вратат бегалци? Ако сме ние првата земја, велите дека ние сме дел од протоколот. Да, меѓутоа Македонија не е членка на Европската унија. Дали ова што го велите дека Грција правеше мека регистрација, тие треба да се вратат фактички во Турција? Што е малку потешко. Да. Тоа се зависи од тоа колку Турција го исполнува договорот кој што го потпише со Европската унија. Согласно моите лични убедувања, тој договор е на многу килови нозе и мислам дека се уште има празнини и неисполнети ветувања и од страна на Европската унија и од страна на Турција, па заради тоа и се јавуваат такви процепи во Туку има многу политика во прашање. Мислам дека самиот целиот овој процес дека имаше доста политички игри, доста, како да кажам, пазарење со тоа што се случуваше посебно помеѓу Германија и Турција. И така што тука е малку, има доста голем број на ризици, мислам дека не може баш да се предвиди. Остана дел за безбедносните ризици, вие неколку пати ги споменавте, но јас би сакал и би инсистирал луѓето кои што се експерти по оваа област да најдат време да дојдат во нашава емисија, да поразговараме за тоа, бидејќи имаше два аспекта кои што се многу важни, а тоа е и за општествата каде што доаѓаат бегалците, но и за самите бегалци кои што треба да претапат известни не само социолошки, психолошки, туку и културолошки промени за да бидат соодветно прифатени и проблеми се јавуваат не само во Македонија, особено во земјите каде што тие пристигна. Вам ви благодарам сепак на анализата на стратегијата и генерално на вашите погледи околу бегалската криза, можните ризици, можните подобрување на текстот на оваа стратегија, која што се уште е во парламентарна расправа. Благодарам за учеството во аргументите. Благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.
но за старт, за да можем да одработам платата. Почитување на функцијата која ја Андон, извршувам. Немаш право да покраниш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само Можете за да вас. сте саркастични колку што Дајте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Па да молам режија.